Драги сограѓани, почитувана јавност, јас денеска ќе го изнесам ставот на претеничката група на Левица по повод новогодишното обраќање на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Пред се морам да напоменам дека обраќањето не беше инспиративно, беше ординерно и протоколарно и ни даде само флоскули наместо тоа што навистина јавноста сакаше да го чуе после овој трансфер на власт и турбулентно политичко време. Пред се чини дека председателката е потполно втурната во сенка на извршната власт и мора да се искоментира дека таа ни својот професионален ангажман во својата кариера има докажано дека е врвен професор, беше добар пратеник, но сега е сведена на функција на министар за култура во сенката на Христијан Мицкоски. Коментарите кои ги даде Гордана Силјановска-Давкова, председателката на Република Македонија, повикуваа на некој внатрешен диалог, на некој консензус во склоп на нашата внатрешна политика, но за јавноста да биде појасно, таа повика на консензус помеѓу политичките елити, кои да подсетиме го амортизираат незадоволството на граѓаните кои се изрази 2022 со протестите за францускиот предлог. Од друга страна, во надворешната политика, тоа што можеме да го заклучиме е дека нема идејност како ќе постапиме понатаму, затоа што го представуваат како интерес за граѓаните на Република Македонија и тоа што повеќето граѓани на Република Македонија го сметаат за свој интерес, а тоа е влегувањето и вчленувањето во Европската Унија. Сметаме дека и оваа влада и овој председател на Републиката нема да допринесе ништо позитивно и дека во наредните европски извештаи ќе ги гледаме истите оценки за пристапувањето на Македонија кон Европската Унија. Ја повикуваме председателката да не го потпише срамниот указ за двојазични лиценци за градинки, кој вчера го донесе нематична комисија со кршење на деловникот. Ја повикуваме да биде ова прв тест за незината државна улога и државнички капацитет, затоа што да подсетиме дека таа како пратеник беше еден од најгласните пратеници против илегалната двојазичност. Сметам дека во говорот видовме многу несигурност за државните интереси на Република Македонија, видовме само колонизаторски менталитет, како Македонија е мала, немоќна, како треба да биде исправена пред задачите кои доаѓаат од надвор, без да се покаже кичма и вистинско брањање на интересите на граѓаните. Како што го започнав ово излагање, така ќе го завршам, многу неинспиративно, многу ординерно и протоколарно и се што очекуваме дека председателката ќе остане во сенката на извршната власт. Ви благодарам многу, дали имате прашање?